да имаме чувството на дисциплинираност после си този дискусии. Не знам защо малко се разправя. Защо държим на сърдица. Ние кажуваме колко лоша е економска состава община Битова, колко се намалени приходите, сходно на това колко малко средства имаме за инвестиционни вложувања. Вие вајте некои други бројчиња и викате не е така, приходите фактички се неистини, дори се малко зголемени. Ова ќе излези на 3-минутна репортажа, 5-минутна юмите, граѓаните ќе ја слушнат и едната и другата страна и на краја треба да излечат заклучок. За основа на она што вие и ние го кажавме денес. Да излечат нека заклучок од нашите дискусии. Јас се гладам дека ништо нема. И излечат заклучок од тие така наречени туристички прашања. Само тоа, ништо друго. И то не е наменски туристички прашања. Секој ден излегуваат низ градот и гледат. Имаме една колешка на работа 6 години, значи на глава ми се качва, за незината улица. Сокач. Пред 4 години бил ставен на тампон, тој тампон е измиен до сега 3 пати. И никако да стигне до асфалтирање. 6 години само за тоа ми зборам. Такви се стотици. Ете, тоа ги интересира луѓето. Стварно тоа ги интересира. Интересно беше 2011 и 2012 година, кога општината имаше многу пари. Многу пари. Тога се продаваше земјиштето дарама, тога се наплаќаја огромни комунали исто дарама. Не знаеше што да прави со парите. Арно, во тој период се погодија 2-3 изборни циклуси и реши да ги дели на сите страни. Еден дел асфалтираше личиња, други делови отидоа во субвенции, во донации, во не знам што се не, се потрошија 5 милиони евра. Арама не се среди, инфраструктурата не се направи, парите отидоа, изборите се добија. Сега не чекат нови избори, ама пари нема. Арама не функционира. Никој тука не гледа. Што правим? Откаде ќе најдеме пари? Ајде, уште едно соломонско решение, веќе кога немаме изворни приходи, ќе се задолжи. Ете, 2,5 милиони евра. И се така да не даде. Само задолжувањето нормално има и негативна страна, некој треба тоа да го праќа. Мала власт ништо не интересира. Апсолутно ништо не интересира. Единствено што интересира да остане до власт по секоја цена. Цената на крајот ќе биде катастрофално голема, платите сите ние. Поединци ќе ескивират затоа што претпоставувам дека ќе ги спакуваат куперите, ќе си стават од земјата и од градот. Ама ние овде, сите дојде, да останеме тука. И сметката нам ќе не дојде на нашите деца. Колешка Карабаша сега. Разбирам тешко. Споредувате 2014-2015 има поголеми приходи од 2014 година што не разбрав, планирани. Затоа процентите на реализација се нешто помали од што во 2014 реално не дори говори. Значи, оно што мене ме примачи е тенденцијата. А тенденцијата е следна. Не молам за внимание. Во 2012 година приходите изнесуваа за втор квартал. Приходите изнесуваа 340 милиони денари. Во 2013 288 милиони денари. И нема зборувам проценти, затоа што процентите се секој подлежни на манипулација. Во 2014 приходите биле 373 милиони. За денес да зборуваме за 6 месечни приходи од само 251 милион денари. Значи, реален пад имаме на приходите изворниот бюджет од 2012 до 2015 од цели 90 милиони денари и 1,5 милиони евра. И нема. И
после се чудиме зашто не се асфалтираат уличињата. Зашто Арама не се средува така како што треба. Нема пари во тоа. Помина златното време. Тоа златно време можеше да биде продолжено благодарение на Арама, затоа што благодарение на Арама и се случи во 2011-2012 година, ако се работеше паметно, ако уште тогаш добар дел од тие средства се инвестираа во инфраструктурата во Арама, ако инвеститорите беа охрабрени од изградбата на инфраструктурата и продолжија со инвестициониот бум. Факт е дека ние последните 2 години немаме апсолутно никаков инвестиционен бум. Напротив, имаме минимални инвестиционни активности во Арама. Остајте што градоначалникот зборува, 8 објекти се градат, 30 веќе завршени, сите тие се почнати многу порано. Па имаме празни дупки кои што се ископани одма покрај Партизанска, година и пол-два, и уште се празни. Темелите не се поставени. Ете, тоа е реалноста наша. И тоа е оно што ме загрижува. Негативната тенденција. Имаме реален губиток. Ако денешниот буџет е 784 милиони денари, ние имаме помалку приходи од 2012 година за цели 11%. Ќе повторам, 1,5 милиони евра имаме помали приходи во вториот квартал од 2012, споредено со денес. Зашто е тоа така? Затоа што продажбата на земјиште од 2012 до денес е намалена за 46 милиони денари. Или пак продажбата на земјиште и нематеријални вложувања во 2012 била 60 милиони денари, а денес е само 16 милиони. Надоместо по заредување на градежно земјиште во 2012, пратете, на крајот од 2012 надоместо по заредување на градежно земјиште и донел на општината 136 милиони денари. 136 милиони денари. А бил инвестицијски бум. Кој сака нека каже. А денес за полугодина зборуваме за 27 милиони денари. На 6 месечието има пренега околу 60 до 70 милиони денари само од комунариите на доместно консолидување градежно земјиште. И плюс овие 46 милиони намалување што ги споменав од продажба на градежно земјиште, тоа се околу 90 до 100 милиони денари. Че другите приходи горе-долу тука се држат, дури во еден дел малку се збораме, меѓутоа по овие две ставки нула се. Значи, заклучок, во Битола, приватните инвеститори изгубија секаков интерес да купуваат градежно земјиште и да градат. Сходно на тоа, се намалија средствата приходите во општинскиот буџет. Сходно на тоа, општината нема средства за јавни инвестиции. И затоа во Битола не се. Многу ми беше интересен изјавата на градоначалникот Алевски на 2.6.2015 година, наменска за Арама. Тогаш ги кажа тие зборови дека имаме 8 инвеститори кои градат, од кои еден е странски, 3 веќе се завршени објекти, така натаму. И вика во СТУ-1, Арама дел 1, купната инвестиција за оваа година е предвидена да биде 1,2 милиони евра. Фактички тој кажа купната инвестиција ќе биде 1,5 милиони евра, меѓутоа од неа во 2015 ќе реализираме 70 до 80%, значи јас заклучувам дека за 2015 ветува 1,2 милиони евра инвестиции во Арама. Да видиме каква е ситуацијата на средината од годината. Ситуацијата е ваква. За улично осветлување во Арама во планираните 5,5 милиони инвестирани се. За водоводна мрежа во Арама планираните 5,5 милиони инвестирани 7,1 милиони.
За атмосферска и петълна канализация Варано, планираните 60 милиона, инвестирани са само 8 за 5 на 4 милиона. Значи, от вкупно предвидените за 2015 година 71 милиона. Ще го правя с 1,2 милиона метра по-пощава. Ветигра началников. Со краят на 6 месечието, общината платила 9,5 милиона. Те са или не е сработено, защото не са набавило, или пък нормално си да фактури има временно успяване, не е доста работа, а трябва по-късно да се плата. И ти ги първо да не се към доверва. Вервам дека там да се работа. Това значи дека овие 6 месеци треба да ги се плати на луѓето 1,2 милиони, от кои досега ги се платени само 150.000 евра. Значи треба да им се плати 1,2 милиони евра, а досега им се платени 150.000 евра. Се поставя прашањето. Така, нели? Се поставя прашањето. Од каде ги најдеме ние кефа? Чигори, луѓето ги си го направат својата. Ќе направи канализацијата, и водоводот, и уличното светлување, дел од патната мрежа Уест е 1, дел од Арама дел 1 и ни стигнат фактурите. И после ќе се павчаме со тоа достојани се, не се достојани, нема пари, нема пари во буџетот. Значи разликата помеѓу приходите и разходите во првото 6 месечие е 10 милиони дана. 221 милион сме приходовали, сме потрошили все. 247 сме потрошили. Со инвестирани 9,5 милиона вараме. И сега треба да инвестираме уште 100 милиони вараме. Не, 90 милиони инвестирани, 70 милиони вараме. Така? А во првото 6 месечие само 10 милиони не останат. Со ова динамика, а не гледам како ќе се свалjavi динамиката на приходи. Верувате, земјиште нема се продава, нови објекти нема се градат, комуналиите нема драстично скокнат, не повеќе од тенденцијата која што има првите 6 месеци. Од каде ќе најдеме пари? Не. Кредитот е за друго. Значи, овие 1,2 милиони евра се предвидени зарама 1,1. Кредитот е предвиден за патната мрежа Варама 2. Ние, како општина си земат Новбарска, дека самите ќе направиме Арама 1. Ние. Началник. Чар. Немам коментар. Со здраве сигурно.